Авторот на стрипови Чак Лоури ја напишал Непознатите војници, приказна за тројца членови на неговото домородно американско племе Јурок, што се бореле во Првата светска војна. Во многу приказни за ветераните, ние на вистина не изборуваме или ја гледаме нивната борба кога ќе се вратат дома. Јас го прикажувам предизвикот на еден од нив. Многу ветерани, за жал, пијат, се другираат, поради посттравматски стрес, болка и агонија. Стрипот на Лоури прикажува домородна култура и церемонии кои помагаат да се излечат некои од ужасите на војната. Тој вели дека тоа е особено важно за домородните читатели кои се справуваат со психичката траума во контекст на колониализмот и угнетувањето. Тие прво треба да имаат безбеден простор, слики и приказни што ги представуваат нив, за да можат да споделат, а потоа да истражуваат во болната историја или болното искуство. Училишниот психолог Лорен Гарисон направи неколку стрипови за да им помогне на децата да ги изразат своите чувства. Се работи за анксиозност. Мојот сопруг и јас ја нацртавме оваа книга заедно. Таа им помага на децата да се подготват за првиот училишен ден. Вклучувањето на родителите во читањето на оваа книга може да му помогне на ученикот или на неговото дете, ако е нервозно на првиот училишен ден. Таа исто така покажува боенка и дневник за ослободување од стрес, каде децата можат да ги изразат своите емоции преку боење. Во својата работа Гарисон вели дека открила ако се поврзе со децата преку нивниот омилен лик од стрипот, тоа може да помогне за нивната анксиозност. Навистина ми дава многу надеж, бидејќи многу од овие ликови од стриповите, како Спајдермен, имаат сиромашно потекло или се сирачиња. Бетмен беше сирак, така што ми беше полесно да разговарам со децата на тој начин, за да може да се поврзат или да почувствуваат нешто кога ги читаат овие стрипови. Гарисон вели дека стриповите исто така може да направат разлика кога станува збор за мисли за самоубиство кај учениците, помагајќи им да се чувствуваат дека не се сами и дозволувајќи им да го изразат она што го чувствуваат и да побараат помош.